Следно што го имаме на линија, односно зад камерата, односно пред камерата, пред мониторот, односно од сопствената локација е Никола Спасов, кој што е директор и собственик на агенцијата за рейтинг. Добре дојде, Никола, како си? Добре, фала ви на поканата, добар сум, како си ти? Твојата тема за денеска е дигитална стратегија во време на криза и како да ја прилагодите вашата дигитална стратегија за време на пандемија. Тоа се прашањата кои што сите луѓе си ги поставува, без разлика дали беа собствениците, директорите, газдите подковани технолошки или не. И таа тема мислам дека уште долго време ќе биде застапена. Мислам дека подобар човек за таа проблематика од тебе во моментов нема, така што ти отстапувам простор, екранот е твој, максимизирај се и почни. Фала ти. Да го споделиме. Се надевам дека добро се гледам. Здраво на сите. Јас би сакал малку само да го некако да појаснам насловот, односно она што ќе го практично зборувам денеска. Јас сум комуниколог, како што слушнавте во најавата, и ќе ги зборувам комуникациите во време на криза, односно како компаниите, организациите и брендовите треба да комуницираат за време на криза. Утро слушнавме одлични излагања за тоа како треба да се надградат дигиталните стратегии, како да се дигитализираат процесите на продажба, на понуда и така натаму на достава. Но јас ќе зборувам за аспектот на комуникација, кој што е многу важен и кој што исто така како што е важно да ги адаптираме начинот на работење, продажба и производство, е важно да ги адаптираме и начините на комуникација. Кризата донесе огромни промени и истата апсолутно освен што бараше промени во сите овие претходни делови, бара промени во начинот на комуникација. Така што јас ќе зборувам како да прилагодите вашата комуникација за време на пандемијата, секако низ призмата на дигиталната комуникација. Она што прво пред да предеме директно на така наречените комуникацијски пораки, тонови и како тоа се прави, многу е важно да малку сублимираме што се промени. Слушнавме многу од сите претходни какви се промени се направија, но јас сум по вокација комуниколог и истражувач и сакам некако да ги сублимирам работите на куп пред да влечам заклучоци. Значи, прво се промени начинот на купување, се променија приоритетите, се променија видовите на производи и услуги кои што ги купуваме, огромен дел од услугите како патување и така натаму, ресторани, барови, во голема мера се намалија или веќе целосно не се користат. Се промени начинот, каналите, нормално порасна е трговијата, порасна онлајнот, и се променија и видовите, односно на производи и брендовите под притисок на економските промени. Значи, во многу голем дел, за жал, од земјите и меѓу граѓаните се случи промена на приходите, голем раст на невработеност, со тој промени на практично видовите на производи, брендовите на производи кои што се купуваат и практично оптимизација на начинот на потрошувачката. Тоа е во делот на купување. Понатаму во вториот дел социјализација, комуникација, едукација и работа, како 4 практично целини меѓу тоа во една. Би рекол дека најголемата промена се случи во делот на поминато време на социјализација, значи дружење, активности, слободно време и така натаму, нешто што целосно претрпе измени. Комуникацијата со блиските која што во голема мера од офлайн се префрли онлайн. Потоа дури движење и транспорт, кој што од масовно практично движење и превоз преде на индивидуален превоз кој колку што може, значи и така натаму. Начин и место на работа, нормално покрај работата од дома каде што беа принудени најголем дел од компаниите и се обидува да се оптимизираат на тој начин, дел од оние кои останаа да работат, тоа го прават на нови услови, значи начинот на работа и на работните места. И на крај она што ги тангира сите млади од да речеме 7 години нагоре, тоа е образованието кое што целосно се дигитализираш. И практично ќе придонесе за трајна промена на начинот на кој што учиме, примаме информации, и мислам дека ако некаде остане промената трајно, тоа ќе биде во делот на образованието. Едноставно, новите генерации ќе бараат
оваа навика и овие канали кои што сега се отворија да ги практично продолжите понатаму. И третиот дел е начинот на информирање. Ние знаеме колку интернетот и дигиталните платформи и социјалните мрежи се клучни во информирањето и како растат во однос на сите други канали, но пандемијата придонесе неколкукратно тоа да се забрза. Сите, да речеме, социјални мрежи, Twitter, Facebook и останатите репортираат 20 до 30% раст на користењето на собствените платформи во периодот од март и април, но тоа донесе еден тон други проблеми, а меѓу другото, за прв пат се соочивме со фактот дека во услови на пандемија или на глобална криза од овие размери се случува паралелно инфодемија, значи социјалните мрежи и интернетот практично се платформа на слободна комуникација која што во услови на ваква светска криза придонесува за масовно ширење на многу дезинформации, на многу непроверени информации, на многу шпекулации, каде што се ствара практично огромен шум од информации и пренатрупаност. И практично покрај сето тоа во глобала придонесува за една голема паника, да речам, на граѓаните. И тука видовме покрај сите позитивни пораки нешто кои што можевме да ги видиме, прочитаме и забележиме, и многу лажни вести и теории на заговор. Кога ќе ги погледнеме вака трите столба, практично доаѓаме до заклучок дека за сите овие три заеднички именител интернетот. Значи, навиките на купување комплетно беа условени од интернет, односно се дигитализира. Социјализацијата, комуникацијата, едукацијата, па и работата директно на некој начин се канализираше на интернет. Значи, дали се тоа разговори со пријатели, дали е тоа Zoom состаноци, дали е тоа комуникација редовна, дали е тоа работење преку интернет. И третото и најбитно, се покажа колку доминира во услови на криза, во услови кога граѓаните сакаат да се информираат брзо, да најдат одговори на прашањата кои што ги имаат и да практично следат што се случува со блиските своји, колку интернетот доминира пред останатите медиуми. Значи, растот на интернетот и информациите на протокот на информација на интернет порасна неколкукратно и тоа покажа колку е важно дигиталната комуникација да ни биде оптимизирана и да ни биде ефикасна во овој период. Кога се прави анализа за тоа како треба да ја адаптираме комуникацијата за време на криза, ќе ви презентираме еден многу едноставен модел, односно многу едноставен пристап, кој што скоро секогаш кога ќе го примените нема да погрешите за тоа како да ги изберете пораките и тонот на комуникација. Имено првична работа која што комуниколозите ја прават и истражувачите е анализа на чувствата и на потребите. Значи, какви чувства и какви потреби практично превладуваат кај целната група на комуникација, односно јавност, односно вашите потрошувачи или со кого веќе сакате да комуницирате. Анализата на тие чувства и дефиницијата на тоа во каква психолошка состојба е вашата публика, многу јасно кажува за тоа како треба практично да комуницирате. Епидемијата донесе, практично може да се сублимираат во 5 клучни чувства и потреби практично на граѓаните. Првата е загриженост. Значи, во првата фаза секој себе огромна загриженост, нормално за собственото здравје, загриженост за економска несигурност и секаква друга недоумица или грижа која што им паѓаше на граѓаните на ум во периодот на појавувањето на пандемијата. Пораките и комуникацијата за таквата состојба се поддршка и грижа, што значи дека комуникацијата на брендовите, организациите, па и институциите во делот на поддршка и адресирање на овие загрижености кај граѓаните. Второто чувство кое што нормално доминира и се уште доминира кај голем дел од граѓаните е чувството на страв, кое што се адресира секогаш со пораки на смирување и пораки на стабилизација, што значи чувството на страв се адресира со спротивна комуникација на тоа дека ќе биде се во ред и практично смирување на граѓаните со таков тип на пораки. Третото чувство или потреба, практично потреба од знаење или чувството на незнаење, бидејќи пандемијата донесе една голема непознаница. Што вистински ќе се случува, кога ќе заврши, како се лечи, дали ќе има последици, што ако се заразам. Дополнително тука хаосот од информации придонесе за и она знаење кое што официјално се комуницираше или информација од страна на институциите да бидат презатрупани со многу лажни информации, неточни анализи и лажни експертизи. Тоа значи дека незнаењето се пресреднува со точна
релевантна и навремена информација. Значи комуницираме точно, навремено и само проверено. Четвртата работа која што се чувство, која што се јавува и потреба е несигурност. Значи несигурност во делот на што ќе биде, имаме ли план за понатаму, како ова ќе се заврши, што ќе биде во иднина, дали ќе се среди, дали некогаш ќе се вратиме во нормала. Сите се овие прашања кои што и грижи кои што практично ги обседнува луѓето во изминатиот период. На тоа се комуницира со план и решение. И организациите, и брендовите, и компаниите може да ја структурираат својата комуникација и треба да структурираат во форма на понуден план и решение и визија за што понатаму и како понатаму ќе се развива компанијата или како таа ќе одговори на сите предизвици кои што ги има пред себе. И петото и последното, кое што е многу битно, се јави разочараност и се уште таа разочараност за напуштање на нормалноста која што имавме претходно. Сите претрпевме огромни промени во регуларниот начин на живот, во нашите претходни навики за патување, забава, излегување. И тоа покрај тоа што иако се уште голем дел луѓето веќе го прифаќаат, помина 9 месеци од кризата, постои се уште голема разочараност. На разочараноста се одговара со бодрење, односно со пораки кои што ќе со позитивни пораки кои што практично ќе потикнат подобро прифаќање на реалноста и пронаоѓање на убавините, односно пронаоѓање на позитивните нешта во новата реалност. Ако сега го погледнете слайдот, практично на десната страна во целост се дефинирани пораките и комуникацијата кои што компаниите и брендовите треба да ги имплементираат во целиот овој период, од почетокот на кризата па и сега уште кога таа се уште трае. Што се однесува до целните групи, многу е битно да се разбере дека во случај на криза компаниите пред се треба да покажат огромна општествена одговорност, односно одговорност кон сите и кон сите луѓе и кон сите процеси кои што зависат од нив. И кога се комуницира во практично пандемија или во криза, најважно дека комуницацијата започнува од внатре кон надвор, односно приоритетните целни групи не се секогаш вашите потрошувачи или широката јавност, туку започнува приоритетно од оние кои што директно најмногу зависат од вашата компанија. А тоа се прво, под број 1, сите директно вработени во компанија, број 2, сите стейкхолдери, партнери, добавувачи, соработници или оние кои што се блиску до компанијата, орбитираат околу нејза и зависат на некој начин на нејза. Потоа се постоечки потрошувачи и клиенти, оние кои што веќе на некој начин ги користат вашите производи и услуги и на некој начин се врзани со вашата компанија, и дури на крај сите останати, односно потенцијални потрошувачи, следачи, широка јавност и така натаму. Клучно е дека одговорноста која што секоја компанија и организација треба да покаже оди по овој редослед, кон најблиските луѓе, кон своите вработени, а потоа кон потрошувачите и клиентите, па дури понатаму кон сите останати. И така треба и да се однесува, така треба и да комуницира. И сега ќе поразговараме кратко за секој од овие практично целни групи, кои се клучните приоритетни пораки и структура на комуникација кои што треба да се пласираат. Зборуваме за вработени и стейкхолдери. Во првата фаза од практично пандемијата, она што беше клучно да го направат сите компании и ако уште не го направиле, треба да го направат, е да го подигнат нивото на комуникација. Што значи дека во зависност од компанијската култура, многу често компаниите немаат развиени системи на интерна комуникација со своите вработени. Во овие случаи апсолутно е битно да се комуницира често и редовно и да се отвори диалог и да се одговорат сите прашања. Како што се јавува страв, несигурност и сите оние чувства кои ги зборував претходно, кај генералната јавност, така истото се јавува и кај вашите вработени. Што значи редовна и честа комуникација по дигиталните канали и отворен диалог, односно двонасочна комуникација, како би можеле да ги чуете и разберете евентуалните грижи и стравови на вработените. Второ и приоритетно, кое што мора да се разговара, е безбедност на работно место, прилагодување и протоколи. Значи во првата фаза се зборува директно за безбедноста од COVID, односно што компанијата ќе направи за да гарантира безбедност, значи здравствена безбедност, кои се протоколите или прилагодувањата кои ќе бидат направени заради таа безбедност и како ќе им помогне на сопствените вработени да се прилагодат на таа нова реалност. Значи тоа е првата и најосновна работа што компаниите мора да направат. Не директно, можеби безбедност, плати и сигурност, него реално безбедност од COVID. Понатаму, потоа следно е комуницирање за подршка за прилагодување, односно кои се
сите постапки и мерки кои ги превзема компанијата за да вие полесно го пребродите адаптирањето на новите услови, дали се тоа системи, дали се тоа дигитални решенија, дали се тоа дополнителни олеснувања за вработените и така натаму, кои што ќе помогнат за да вие практично ја направите транзицијата од една нормалност во оваа сега нова. Понатаму е адресирање на сигурноста на работните места и приходите. Апсолутно е суштински во процесот на внатрешна комуникација да комуницирате за сигурноста на работните места и приходите на вашите. Што компанијата прави за да гарантира дека ќе ги задржиме работните места или ќе ги задржиме приходите, или што компанијата превзема за да ги смири своите вработени во однос на несигурноста за нивната работна иднина. Понудете план на иднината и перспектива. По надминување на првичните фази е многу битно да се комуницира како компанијата се гледа после пандемијата, кои ефекти ги очекува и како планира да ги предброди, искористи или пак надмине проблемите. Внимавајте, за некои компании нормално ова беше огромна предност, за некои компании пораснаа преку ноќ, но останати компании мора да го изгубија својот пазар речиси целосно. Што значи во зависност од тоа каков ефект имала пандемијата врз таа индустрија, е битно да се знае каков ефект има, што ќе превземе самата компанија. За крај, комуницирајте факти, чувства и одлуки. Луѓето во својот страв, во паника и во време на пандемија сака да ги слушнат фактите, сака да слушнат како се да им се адресираат нивните чувства и сака да видат дека носите одлуки, искрени, сериозни одлуки кои што се во интерес на заштита на компанијата и на работните места. И секако на крај веќе од кога тоа сето ќе се стабилизира, се комуницираат воведувањето на нови платформи, дигитализацијата и сите нови процеси кои што се воведени како резултат на пандемијата. Што значи комуникацијата со вработените има одредена систематизација, уште од самиот почеток до крај, а таа е пред се отвореност и слушање, потоа комуникација за обезбедување на здравствени протоколи и безбедност при работење, потоа обезбедување на самото работно место и приходите и комуникација на промените на долгорок визијата и плановите за кои што ќе ги има практично компанијата за иднината. Што се однесува до клиенти и потрошувачи, исто така има одреден редослед по кој што, како што се појава пандемијата, треба да се комуницира. Значи, прва работа е комуницирање на минимизирање на ризик при користење на вашите производи и услуги. Значи, првиот концепт и првата комуникација која што компанијата, организацијата има е што превзема за да се намали ризикот при зараза, односно да се заштити здравјето на клиентите и потрошувачите при користење на производи и услуги. Дали е тоа посета на вашите објекти, дали е тоа набавка на вашите производи, дали е тоа значи користење на вашите производи кои што можеби се ризични и така натаму, сето се однесува на како вашите производи или услуги може да влијаат врз нивната безбедност. Понатаму, информирајте за воведување на нови услуги, производи и процеси согласно новата состојба. Доколку правите промени, комуникацијата оди во што компанијата промени или како нивното искуство со вашите производи и услуги се менува сега согласно новата состојба. Трето, веќе комуницираме олеснување на користење на производи и услуги, односно дигитализација. Што компанијата прави и превзема за полесно или поефикасно користење, оптимизирање на услугите и производите во време на пандемија. Четврто е во делот на Corporate Social Responsibility, а тоа е што компанијата може да направи за да ја поддржи заедницата на сопствените клиенти и потрошувачи. Односно, каков тип на финансиска поддршка, олеснувања, попусти, бесплатни услуги или производи, бесплатни ресурси му обезбедува како би полесно би ја надминале практично кризата или би ја поддржале би ги поддржале сопствените потрошувачи. Понатаму веќе преминува во позитивни пораки, поддршка и ресурси. Тука зборуваме за секој тип на кампањи кои што можеме да ги комуницираме и кои што практично се во поддршка на оние чувства и емоции со кои што се борат вашите потрошувачи, клиенти, широката јавност, каков тип на ресурси може да обезбеди компанијата за да им помогне на луѓето во време на пандемија, дали е тоа едукација, дали е тоа забава и така натаму.
И на крај, нормално, сите останати пропратни кампањи кои што можевме да ги видиме многу, а ќе ги зборуваме во продолжение, а тоа е какво емотивно поврзување можеме да изградиме, бренд вредностите на компанијата, како да изградиме доверба со нив, значи како ја поддржуваме заедницата, како помагаме, значи кои се нашите активности за поддржување и на, да речеме, институциите и на борбата во пандемијата и кои се другите вредностни пораки. Значи, како и за вработените, така и за клиентите и потрошувачите има одредена структура, а тоа е значи минимизирање на ризик на користење на производи и услуги, информација за промените при работењето, услугите или новите производи и услуги, значи информации за дигитализација и олеснување на користење, потоа се што може компанијата да направи за финансиска поддршка или олеснување, и натаму сите оние CSR кампањи практично или вредностна комуникација која што компанијата има со цел поддршка на емотивниот процес, односно надминувањето на кризата од емотивен аспект и поддршката на борбата во пандемијата. И за крај, како што кажав, е широката комуникација кон јавност. Многу е битно, уште на самиот почеток, бидејќи најголем дел од компаниите имаат веќе активни постоечки кампањи, особено корпорациите, особено значи големите брендови така натаму имаат тековни многу кампањи. Прва работа треба да ги ревидирате постојните кампањи и комуникации. Дали се согласно ковид, дали не испраќате конфликтни пораки кои што се спротивни практично на препораките на здравствените власти. Значи секоја кампања и секоја комуникација треба да се стопира, ревидира или адаптира. Втора работа која што секоја одговорна компанија и компанија која што препознава како вистински се комуницира у криза е да ги засили и поддржи официјалните комуникации на институциите. Значи добрите компании комуницираат, ги следат официјалните препораки и притоа ги засилуваат нормално преку своите канали на свој креативен начин, но исклучително релевантно и исклучително со истите информации кои што официјално се пласираат. Во услови, како што кажав, на инфодемија, во услови на тотален хаос од лажни вести, шпекулации, непроверени тврдења и така натаму, исклучително е важно да се покаже одговорност во поддршка и спроведување на комуникацијскиот план на државните институции за справување со вирусот. Понатаму, многу битно, јавноста секогаш ја цени една компанија спрема односот кон своите вработени. Комуницирањето на одговорен работење и однос кон своите вработени, како се штитат нивните работни места и нивното здравје, е од исклучително ефикасен начин за комуницирање со широката јавност. Секогаш граѓаните ќе ве ценат спрема тоа како вие сте ги заштитиле своите работници и своите луѓе. И затоа е многу важно, покрај тоа што на почетокот прво кон нив комуницирате и јавноста да информирате за превземените чекори за заштита на здравјето и работните места. Понатаму засилена дигитална комуникација. Во услови, како што кажав, на исклучително засилена комуникација на интернет, подигање во голема мера на процентот на луѓе кои што се информираат на интернет и дигиталните канали, апсолутно треба да се ревидираат стратегијата за каналите по кои што комуницираме. Дигиталната стратегија и како нагло треба да добие многу поголем шер од вашите буџети за маркетинг и за комуникација и тука апсолутно согласно промената на навиките на информирање треба да се адаптира и практично вашата комуникација. Понатаму следуваат кампањите за подигање на свест, едукација и забава, сите оние кои што практично може да поддржат, да ги поддржат луѓето во надминување на тешкиот емотивен период од кризата. И оно што е многу важно е дека креативноста мора да биде на високо ниво, но релевантно, точно и научно. Значи, апсолутно тонот на пораките, видот на креативните, да речеме, видеа, постери кои што ги работите, треба да бидат многу креативни, но истовремено никогаш да не одстапуваат од релевантноста, точноста и научноста на оно што го комуницирате, затоа што сепак станува збор за многу критичен период и барам многу внимателност во пораките. И за крај, она што секоја компанија, мислам дека и многу од компаниите го покажа, треба да го прави, е дека покрај тоа што треба да ги поддржи сопствените работници, мора да ги поддржи клучните работници кои што се носат и се борат во пандемијата. А тоа се лекарите,
полицијата, вработените во маркетите кои што работеа во многу тешки смени и сите останати дури индустрии кои што не се во вашата индустрија, а при тоа беа целови период многу изложени на ризик, на многу работа и на многу стрес. И ако погледнете овие три целни групи, ќе свидите дека за секој од групите има одреден процес, има одреден начин на кој што им се пристапува, согласно согласно фазата во која што се наоѓа епидемијата и градуелно таа комуникација понатаму се менува. Би сакал да ви кажам неколку клучни генерални пораки кои што и генерални, да кажам, стратегии кои што се многу важни при избор на тоа како ќе комуницирате. Еден вид на 5 главни столба на тоа на што треба да се внимава при комуникација во криза. И што суштински се менува кога станува збор за комуникацијата. Прво, наместо производна станува бренд комуникација. Односно, ја прекинувате практично целата производна комуникација, особено во првата фаза од кризата, каде што ги промовирате своите производи, бенефитите од вашите производи, попусти и така натаму, и се вртите на целосно вредностна комуникација, односно бренд комуникација. Примерот кој што го гледате на екранот од Nike, како многу општествено одговорна компанија која што редовно има вакви кампањи, е само најдобра илустрација за тоа што говорам. Кризата е време кога вистински може да ревидирате што вашиот бренд представува во јавноста, кои се клучните, како се чувствуваат вашите потрошувачи и вашата целна група и како вие вредносно може да комуницирате и да ги поддржите во тој период. Тоа е вистински добра комуникацијска и корпоративна комуникација во време на криза. Значи, наместо производна, кој што отпосле секако ќе дојде, во прва фаза и во текот на поголем дел од кризата се враќаме на бренд комуникација, на клучни вредности и на клучни емотивни пораки за поддршка во време на пандемијата. Втората работа е многу битно да го прилагодите тонот и пораките согласно фазите во кризата. Има 5 фази во секоја криза. Првата фаза е одбивање, кога луѓето се уште одбиваат дека кризата постои, дека не сакаат да веруваат, дека едноставно се уште не ја прифаќаат новата состојба. Тогаш комуницирате со подигање на свест. Значи тогаш ја подигате свеста и ги информирате дека тоа е реално така, дека треба да се следат насоките од здравствените власти што вие правите во врска со тоа. Во втора фаза веќе кога ја прифаќаат реалноста, тие се во паника. Тогаш комуницирате со смирување и поддршка, тогаш пораките се адаптираат во делот на смирување и поддршка на самите граѓани и давање ресурси за да ги надминат проблемите. Во третата фаза веќе полека се прифаќа нормалноста, станува еден тип на досада, едноставно луѓето веќе им е досадно и од седење дома и од прифаќање на новата реалност. Тогаш веќе започнуваме со да кажам, меки содржини како ресурси, забава, значи нудење на некаков тип на алтернативно поминато време и така натаму. Во четвртата фаза веќе кога се надминува полека кризата, луѓето влегуваат во период на надеж, односно кога веќе полека веруваат дека ова е надминато. Имавме еден таков период летото кој за жал сега ни покажа дека бил далеку од надминување на криза, но ќе дојде. И во тој период на надеж веќе почнува да се комуницира повторно многу позитивно, да се комуницираат нормализацијата практично на состојбите, односно што е тоа што сега се враќа во нормал или како новото нормално сега го уживаме повторно. И на крај, кога ќе дојде до целосна нормализација, практично се враќаме и на целосно нормална комуникација, но ги комуницираме и трајните промени кои што ги има направено кризата, бидејќи кризата де факто ќе остави трајни промени на многу големи аспекти од живењето, од начини на купување до начини на информирање, до начини на едукација и комуникација. Така што многу е битно да го прилагодите тонот и пораките согласно фазите за тоа како се осеќаат луѓето на кои што им се обраќаат. Трета работа која што сакам да ја знаете е дека многу е важно да зборуваме за поддршка, а не за продажба. Значи во време на криза продажба, ако сакате да направите вистинска продажба, таа се прави преку комуникација на поддршка. Продажбата ќе дојде, но самата продажба, агресивно комуницирање на продажбата секогаш може да се потпали практично да ви излезе како многу погрешна стратегија. Овие два примери се од кој едниот кој што беше многу интересен е како практично во тој период најголем дел од компаниите ги нудеа, односно покажуваа дека се грижат, а не дека продаваат. Southwest Airlines, например, дозволува да го менуваш својот план за патување и за летање без при тоа да ти наплати дополнително, а Pornhub во една од највиралните
кампањи кога италијаните влегува во карантина им дозволи да имаат премиум акаунти бесплатно нели за еден месец. Значи суштината на доброто снаоѓање или добрата комуникација во криза е практично не само да се продава, него да се покаже грижа која што сама по себе на долг рок ќе донесе многу сериозна продажба и зајакнување на вашиот бренд. Четвртото нешто кое што сакам малку подолго да го зборувам е CSR стратегијата, односно Corporate Social Responsibility, стратегија на општествена одговорност, која што уште одамна, уште пред кризата, би рекол дека станува се поважна, ако не и единствена, ефикасна дигитална комуникацијска стратегија. Луѓето на интернет и социјалните мрежи се заради заедницата, се заради тоа што таму бараат поддршка, даваат поддршка и си помагаат едни на други. Во голема мера, и брендовите за да успеат да направат одредена видливост, треба да покажат одредена општествена вредност и одговорност за да ги препознаат на интернет. Значи, голото рекламирање, адвертайзинг на социјалните мрежи веќе одамна ја губи силата на сметка на квалитетното бренд и општествено комуницирање, уште пред да практично се случи кризата. Од кога се случи кризата, овој тип на стратегија и комуникација порасна неколкократно. И ги гледате примерите на брендовите кои што многу добро тоа го препознаат, тоа се брендовите нели кои што секако тоа го препознаваат како важност уште во времето пред да започне коронавирусот. KFC практично влезе во една кампања од каде што го избриша својот слоган It's finger licking good. Слоганот на KFC практично го тргнаа затоа што нели лижењето на прсти е спротивно на препораките за здравствените власти, а Coca-Cola пак го измени своето лого Staying apart is the best way to stay united, нормално за поддршка на препораките за растојание. Значи во овие моменти вакви кампањи имаше многу, мислам дека повеќето од брендовите, барем светските го многу добро пристапија во овој период и одлично се снајдоа и важно е дека секогаш CSR кампањите даваат во моментот не можеби градат продажба, но градат силна бренд перцепција која што на долги стази секако дека ја зајакнува вашата позиција како компанија или организација на пазарот. Но нешто е многу битно е CSR-от не е толку едноставен за правење. Значи најголем дел од компаниите може да направат многу едноставен CSR. Например, може да донираат респиратори, може да донираат пари, може да донираат средства. Но не секогаш тоа го прават на начин како тоа би било логично поврзано со нивниот бренд. Оно што често го кажуваме во предавањата е дека добрата општествена одговорност или кампања за општествена одговорност не се било каква помош на било која целна група. Туку се избор на стратегија, односно избор на активност или кампања која што директно и помага на групата од ваш интерес секако, а при тоа е логично поврзана со вашиот бренд. Што значи тоа? Најдобрата, да кажем, од овие неколку кои што ги видов во периодот е кампањата на Райан Рейнолдс, го знаете глумецот. Тој има собствен джин од пред неколку години, се вика Aviation Gin. Райан Рейнолдс, значи, како што пишува твитот, до 1 мај практично, за секое нарачено шише од неговиот джин, практично 30% ги донира за сите бармени кои што во периодот останале без работа заради затварањето на рестораните. Значи, ова е најдобриот пример за тоа како вие реално ја структурирате вашата CSR комуникација и логично ја поврзувате со она што го работите и логично и се обраќате на целната група која што понатаму можева да го препознае како бенефит и да вашиот се поврза уште посилно со вашиот бренд. Секако дека бармените се многу важна целна група, тие точат алкохол, тие ги користат практично различните алкохоли за време на работењето и оваа стратегија на Райан Рейнолдс е класичен пример за тоа како вистински се прави добра CSR кампања во време на криза. Од друга страна го имаме Calm, ја знаете апликацијата за смирување, така што тоа вие мислам дека горе-доле јасно. И за крај уште една многу битна работа, не профитираме на стравот. Значи во време на страв и анксиозност, последно нешто што сакаме е да профитираме на тоа. Тоа се вика воено профитерство, не продажба и компаниите кои што тоа ќе го прават на долг рок може да направат огромна штета на сопствениот бренд. И за крај уште едно нешто. Значи, бренд бук
кога се користи секогаш кога сакаме да ставиме некои правила за тоа како комуницираме. Односно како визуелно треба да ги пласираме нашите реклами, односно како тоа сето треба да изгледа согласно стандардите на компанијата. После кризата или во кризата, нов брендбук е дали е COVID friendly. Овие реклами од овој тип кои што ги гледаме веќе едноставно не одговараат визуелно и испраќаат погрешни пораки спротивно на препораките. Многу е битно да внимава секоја компанија дека во секоја комуникација, визуелна, вербална, текстуална, мора да внимава дали покрај тоа што брендот е добро презентиран, се презентирани и практично COVID протоколите како што треба. За крај, само уште една реченица, значи пандемијата ја тестираше човечноста и секоја компанија и организација која што сфати дека во овој период најважно е да се грижиме за луѓето, да се грижиме за нашите вработени, нашите клиенти, нашите практично широката јавност, луѓето околу нас, и тоа го правеше и го комуницираше, скоро сигурно направи добра комуникација. Ви благодарам. Така, благодарам и тебе, Никола. По принцип, се ова што кажа ти, да ти кажам искрено, мене ми фали и кога нема COVID. Да. Сите јавот кои треба да користат и вработените, и работодавците, и фамилијата. Мене убаво ми било да ги применуваат и во време кога нема пандемија, кога нема COVID, да ме бодрат, да ме гушкаат, да ме смируваат, да не ми даваат лажна надеж и така натаму и така натаму. Така што во принцип се сложувам со тебе за сите теми, а уште еднаш би го кажал дека лажните вести се една од најголемите проблеми во цела оваа работа. Може ли само да одговориме барем на неколку прашања од публиката? Вика, според вас, кој од домашните, а кој од глобалните брендови е пример за добра комуникација за време на пандемија? Јас мислам дека ти ова го спомна со Кока-кола, и кој што буквално си ги сменија 100-годишните слогани на компаниите во интерес на ова. Може би да текне уште некоја? Ги спомнав повеќето низ примерите. Искрено од домашните компании мислам дека имаше Телеком неколку добри кампањи баш во насока на ова и мислам дека направија доста, барем од тоа јас што го видов, меѓутоа искрено да бидам искрен, во овој период работев многу повеќе на комуникациите на институциите, официјалните институции кон јавноста за превенција од COVID како поддршка на Министерството за здравство и не толку ги следа, веројатно имало и многу други домашни компании кои што добро комуницираа. Меѓутоа меѓународните компании и брендови мислам дека одлично се снајдоа, примерите ги видовме низ презентацијата, видов едно истражување дека дури 83% од компаниите, поголемите компании и така натаму направиле некаков тип на awareness кампања или CSR кампања од овој тип, што укажува на голема свесност за потребите од ваков тип на кампањи и поддршка реално на битката со пандемијата. Така што мислам дека пандемијата ни донесе практично една нова вредност, тоа да се ревидира комуникацијската стратегија и надвор од пандемијата, токму ти како што го кажа, тоа дека ваква одговорна комуникација, поддршка на заедницата и позитивна комуникација надвор од продажбата и традиционалниот маркетинг е повеќе од потребна во време на несигурност и во време на криза. Јас ќе се надоврзам на тоа дека од домашни компании јас со мојот тим од gg.mk кои што сме многу мали, да не речам, не понесе целата ситуација и за време на ковидот сите средства кои што ги добивме од спонзори, тоа што нека многу малце, ги дадовме на giveaway на гледачите кои што не гледа, а го стримавме. Значи се јавија нови чувства, нови работи кои што не сме ги нашле претходно. Исто како домашна компанија ќе ја спомнам и Pornhub, која што даде неограничен пристап на незиниот премиум. Ми ти ја спомна, ете, да, ми киднал тој момент. И уште едно, може ова, во услови на слаб awareness за дигиталните продукти, кои чекори на нашиот пазар за да се постигне подобрување во таа насока? Кои чекори треба да се направат на нашиот пазар во однос на слаб awareness? Мислам дека сега практично комуникацијата на новите дигитални платформи, продукти, услуги кои што влегуваат треба да одат низ призмата на
заштитата и практично поддршката во пандемијата, односно како воведувањето на овие нови дигитални производи придонесуваат за решавање или надминување на одредени состојби. Токму целата презентација е баш во таа насока. А пандемијата отвори простор да комуницираме како ние нудиме решенија. Значи дигиталните производи треба се сега комуницираат низ призмата дека се тука, дека се нудат или услугите дека се создаваат како решение на одреден проблем кој што практично ни е наметнат во проблемот или олеснување на одредени процеси кои што практично ни се тешки заради пандемијата. Кога ќе се стават низ таа призма и во овој период мислам дека имаат и многу поголема видливост, може да имаат многу поголем рич, а при тоа и да бидат во линија на вредностите кои што луѓето сакаат да ги следат и да ги гледаат. И мислам дека таа нишка и така структурирана порака и комуникација може да даде сосема добар резултат. Нормално ако е тоа креативно и направено на начин да биде интересно и engaging. Фала ти многу уште еднаш на прекрасната презентација. Чувај се, пази се, се гледаме следниот пат. Добро, чао.